Ova nova situacija во светот, морам да признам, некако ми е дежаву. Оти јас и мојата генерација сме живееле во времиња кога се случило промени на држави, промени на системи, од комунизам во капитализам. За жал се случило и војни, но сепак останавме прибрани, останавме луѓе и продолживме со нашето творење. Ова нова ситуација во светот веќе е во пошироки рамки, значи цел свет е во една ситуација, можам да кажам, сюрреалистичка, каде луѓето се ограничени не само физичкото движење, туку и многу други активности кои се од културен, духовен карактер. Ова ситуација кај мене морам да признам дека повише ми служи за повеќе творење, повеќе сум сега оптимист, оти сето тоа што го имаме како ограничување, ние можеме да преку нашето творење во нашиот свет да го прошириме хоризонтот на творењето. Ова нова ситуација за мене сепак ми дава надежд и оптимизам. Тоа се гледа во моето сликарство, значи боите се побогати, пооптимистички, композицијата е поотворена, иако сме, како што реков, ограничени. Исто така сум приметил дека сепак не постои ограничување кај луѓето не може да најдат алтернативни изразувања или алтернативни организирања. Сум бил често пати сега сум бил учесник на онлайн изложби и кои сепак некако го одржуваат таа активност, темпото на уметниците. Но без обзира на овие организирања, ја мислам дека уметникот може да твори, може да дава порака посилна сега, оти сега сме веќе сега е доказано дека човекот е дел од светот, веќе не живееме во нашите мали светови, малски светови, дека сме сепак дел од светот, нешто поголемо. Таа големина уметникот во оваа ситуација мислам дека ќе успее да го одржи и прикаже преку неговото творење. Се надевам дека брзо ќе помине ова и ќе се дружиме пак.